поканата. Благодарам и вас. Што значи за вас одбележувањето 80 години Македонски народен театар, за вас лично, но и за институцијата? Пред се за мене представуваше голема чест и одговорност поканата од директорот да бидам режисер, затоа што мислам дека кога човек работи јубилеј, почнува да се занимава со сите 80 години. Некако тоа е време кога може да се подсетиме на сите великани, на сите големи имиња кои што работеле во Македонскиот народен театар. Да започнеме со Петре Прличко, Тодорче Николовски, Мери Бошкова, Илија Милчин, Блаже Коневски, првото вработување мој драматург во Македонскиот народен театар. Така што пред се 80 години покажува дека сме, би рекол, дрво со сериозен корен од една страна, а од друга страна пак треба да го покажеме капацитетот, односно што значи Македонскиот народен театар денес, така што како режисер беше за мене голем предизвик, а за институцијата исто така, затоа што направивме еден проект кој што мислам дека долго ќе се памети и ќе се збори. Што значат ваквите јубилеи? Повеќе гледање наназад, како што споминавте, или преземање на обврски и кониднината? Знаете како кинезите велат дека дрвото под кое што седиме денес го засадиле некои стари генерации. Мислам дека ние, седејќи под сенката на 80 години Македонски народен театар, ја имаме обврската сега да засадиме дрво под кое што ќе седат идните генерации на актери и публика, и мислам дека всушност тоа беше и најважното во овој проект да го покажем. Што е МНТ денес, 80 години по основањето, уметнички, но и општествен? МНТ денес е секако најважната театарска институција во земјата, меѓутоа еден од најважните театри во регионот, тоа со сигурност можеме да го кажеме. Она што е важно, мислам дека МНТ низ годините ја најде формулата како да биде чувар на традицијата од една страна и од друга страна како да биде глас на современиот театарски израз. И она што е важно е што МНТ стана дом кој што ги откри едни од најголемите современи драматурзи, што е многу важно. Тука би пред себе зборил за Дејан Дуковски, секако тука се изведувани Јордан Плевне, Живко Чинго, Горан Стефановски, бидејќи велат дека без современа македонска драма, национална драма, нема национален театар. Колку е тешко, оно што го споминавте, во исто време да се биде чувар на традицијата и историјата на една институција, но и да се биде современ за да може да се привлече на нова публика? Да се чува традицијата, тоа значи да бидеме одговорни, да бидеме автори кои што знаеме од каде припаѓаме. Нашето име кажува се Македонски народен театар. Ние сме театар на целата нација, на сите граѓани. Ние не сме само театар на жителите во Скопје и ние мора за тоа силно да се бориме и да го покажуваме секој ден. А да се биде современ, мислам дека значи само да се биде автор, да се твори во мигот, затоа што Шекспир рекол дека театарот е огледало на животот. Ние просто мора да бидеме огледало на животот и да бидеме силни автори. Да се биде современ не е формула, да се биде современ тоа значи да се биде сериозен автор и да се остави белек и печат во времето кога се живее. Зад нас можеме и публиката може да види делови фотографии од настанот, од оној мултимедијален перформанс чиј режисер бевте вие по повод 80 години МНТ, имаше над 60 учесници. Која беше идејата за овој концепт кој го направивте? Основната идеја ми беше да направиме едно патување низ македонската култура и уметност, низ се она што е важно во драмата, поезијата, во ликовната уметност, во музиката. Сакав да се занимавам со да ги пронајдам античките моменти во нашата драматургија, за тоа беше и Сердарот и Болен Дојчин. Од друга страна се обидував да направам некакви коментари, односно да се обидам дел од битовата драматургија да ја префрлам во постмодерната, во современиот театар. Некако се обидовме сите заедно во Македонскиот народен театар да направиме една представа која што ќе не потсети сите уште еднаш зошто македонската култура е голема и важна и дека многу често забораваме големи умови и гениалци кои што твореле тука. Јас интимно, од друга страна, ја правев представата со една идеја како да се обраќаме на младите луѓе. Уште еднаш некако сите заедно да видиме
зошто оваа земја е толку важна и зошто има смисла да се работи, да се твори во Македонија и дека од сите нас зависи со се она што го правиме секој ден да се трудиме таа да биде подобро место за живење, но и да ги видиме аргументите и големите имиња или како што реков корењата на македонската култура и уметност. Насловот, реченицата Сонцето, колку е блиску сонцето е првата реченица изговорена во МНТ 45-та. 45-та, да, актерката Вера Вучкова во представата Платон Кречет во режија на Димитар Ќостаров. Тоа е многу интересно, тоа е една реплика која што низ годините станува една метафора, една водилка во Македонскиот народен театар, затоа што сонцето е всушност, би рекол, вистината, уметничката вистина или целта до која што ние движиме, меѓутоа сонцето не може никогаш да се достигне, затоа што во театарот, односно Македонскиот народен театар е еден бесконечен маратон. И просто треба да сме среќни како генерација што имаме чест да истрчаме дел од маратонот и се надевам дека тоа го правиме во добро темпо и добар ритам за да има идните генерации да проложат во тоа темпо. Самата реплика ја зедов како лајт мотив затоа што мислам дека таа и тоа како е важно никогаш да не го забораваме тоа сонце, затоа што еден уметник има кажано во една прилика дека има луѓе кои што на платното сликаат само жолти дамки, точки, а има уметници кои што жолтите точки и дамки ги претвораат во сонце, во светлина, така што се надевам дека со тоа успеавме во оваа представа. Убава символика. Пројковски, ќе има ли можност публиката повторно да го види овој перформанс кој еднаш беше промовиран на 29 декември и што очекувате публиката да земе, да понесе со себе после тие 2 часа поминати во театарот? Да, представата ќе се игра сега на 15 и 16 јануари. Мислам дека потоа се планирани изведби во март. Ќе се игра во блокови поради комплексноста на представата, затоа што е вклучен целокупниот актерски и технички ансамбл на Македонскиот народен театар. Се надевам дека публиката, како и на 29 декември, сега на 15 и 16, ќе ја сподели радоста и возбудата која што ние ја носиме. Затоа што јас многу често велам дека кога ги работам представите, се обидувам тие да бидат едно интимно патување низ срцето и низ нашиот ум, бидејќи вела дека на вистинските прашања, да се стигне до вистинските одговори, не треба да се патува физичко растојание во уметноста, него треба да знаеме да патуваме внатре во нашата душа и ум. И мислам дека е ова едно големо патување на целокупниот ансамбл на Македонскиот народен театар и се надевам дека со таа светлина и радост ќе се замени публиката. Успева ли Македонскиот народен театар да се отвора кон вакви нови форми, но и кон нови генерации? Колку е театарот и особено МНТ се уште привлечен за една млада, прогресивна публика? Јас мислам дека она што го прави сега директорот Никола Кимовски и уметничкиот совет и тимот, она што јас како режисер во Македонскиот народен театар го гледаме и што многу ми се допаѓа, го поддржуваме сериозниот план и стратегија за промоција во странство. Мислам дека оваа година Македонскиот народен театар гостуваше и во Будимпешта во Националниот театар, освои Стерина награда, една од најпрестижните во регионот. Сето тоа мислам дека ја покажува стратегијата МНТ да биде важен центар не само во регионот, него и пошироко, а од друга страна тоа е многу интересно. Правејќи представи естетика за големи фестивали, ние всушност мораме да бидеме современи и модерни, а на тој начин секогаш ќе бидеме блиски до младата публика која што секогаш се интересира од новите, современите форми во театарот, новите технологии кои што влегуваат. Всушност и оваа представа Сонцето колку е блиску сонцето и тоа како се занимаваме со новите технологии, 3D мапингот и други работи кои што мислам дека и на младата публика ќе им бидат многу интересни. Дали театарот денес има моќ да отвора општествени теми или повеќе е сцена за естетско доживување? Знаете како, штом јас сум гостин во најгледаните вести во Македонија, мислам дека театарот е важен.
општествено и ви благодарам што го одвоивте просторот. Знаете како, во уметноста јас признавам да се биде актуелен општествено и на сцената е дозволено да се каже се, меѓутоа секогаш доколку тоа биде во сериозни естетски рамки. Така што мислам дека театарот во Македонија може според мене да биде похрабар и треба да биде похрабар, посебно младите автори, но знаете како, во театарот не треба да нудиме одговори. Ние кои што се занимаваме со театарот не сме попаметни од публиката. Театарот треба да има доволно храброст да зборува на теми и прашања кои што понекогаш другите молчат, а понекогаш треба да ги отвора темите и прашањата кои што секој гледач ќе си одговори сам за себе. Не постои никогаш апсолутна вистина во уметноста и мислам дека е тоа многу важна и голема мисија за сите ние што се занимаваме со театар. Каков МНТ би сакале да видите по овој јубилеј? Би сакал да видам МНТ со уште голем број на млади актери внатре во театарот. Би сакал да видам, како и сите останати колеги, да видим уште нови 20 актери млади во театарот. Би сакал да сме генерацијата која што ќе доживее да се родат новите современи млади драмски автори, да видиме новата генерација после Дејан Дуковски. Се надевам дека ќе се радуваме на представи во Авиньон, во Единбург, но од друга страна и ќе бидеме генерација и место која што ќе ги преиспитува битовите драми, националните драми и се она што е важно заедно со светската класика. Кога би требало да скратам, би сакал да кажам дека и сите во МНТ се трудиме да направиме светски, модерен, современ театар, на кој што никогаш не треба да заборави кој и од каде доаѓа и припаѓа. Честитки за јубилеот и честитки за оваа представа која ја режиравте. Сигурна сум дека публиката ќе биде задоволна и воодушевена како она која на 29 ја проследи представата, исто и на 15 и на 16. Дејан Пројковски, ви благодарам што бевте гостин во Дневник.